почитувани присутни. Добар ден и добре дојдовте на свеченоста на која општина Почитуван господине Марко Колев, градоначалник на општина Велес, почитуван господине Здравковски, пратеник во Собранието на Републиката, почитувани прво да ги поздравам новоизбраните членови на Советот на општина Велес, почитувани представници на армијата, на правосудните органи, на Повардарската епархија, на Македонската православна црква, на Исламската верска заедница, вработените во општинската администрација и сите останати присутни. Чест ми е да ве поздравам на овој свечен чин. Ова што го правиме, сметам дека е голем ден за демократијата во Велес, затоа што на Велес му прилега на ваков достоинствен, убав начин да се врши примопредавањето на власта и посакувам тоа да биде секогаш традиција. Пред оваа церемонија ние имавме убава средба со новоизбраниот градоначалник, поразговаравме за сите важни работи кои сметавме дека е добро да ги споделиме. Дозволете ми најнапред на членовите на изборната комисија, на општинската изборна комисија и на господинот Чамилов, председател на општинската изборна комисија, да им честитам за успешно завршениот изборен процес. Дозволете ми исто така на новоизбраниот градоначалник господинот Марко Колев да му честитам за изборот. Победата беше јасна, недвосмислена и чиста. Тоа е голема обврска пред граѓанките и граѓаните на Велес. Му посакувам пред се добро здравје и многу успех во извршувањето на многу одговорната функција во наредните 4 години. Исто така и на новоизбраните членови на Советот им честитам за изборот и им посакувам плодна и успешна работа. Дозволете ми сосем на крај да упатам изрази на благодарност прво до председателите на Советот на општина Велес во мандатниот период, во кој заедно бевме тука, и на сите членови на Советот и од власта и од опозицијата за соработката, меѓусебното почитување што го имавме и за успешно завршените работи кои ги направивме во изминатите 4 години. Да им се заблагодарам на вработените во општинската администрација за доброто извршување на нивните задачи. Општинската администрација во секоја општина би требало да биде столб на општината. Јас верувам дека Велес има прекрасни општински службеници кои знаат како треба да му служат на својот народ, на граѓанките и на граѓаните, и сигурен сум дека тие и понатаму ќе бидат столб на општината. Да се заблагодарам на сите институции, на представниците на граѓанскиот сектор, на вработените и на раководителите на општинските јавни установи, на јавното комунално предпријатие Дервен, на јавното предпријатие Парк спорт и паркинзи, на представниците на црквата, на Исламската верска заедница, на правосудните органи, на Министерството за внатрешни работи, на армијата, за соработката што ја имавме во изминатите 4 години во интерес на граѓаните на Велес и граѓанките. Сигурен сум дека таа пракса ќе продолжи и во наредниот период. Им благодарам и на представниците на средствата за јавно информирање за тоа што ја следеа работата на општината и ја известуваа јавноста континуирано во изминатиот период. Не би сакал ништо друго да коментирам, каква сум ја превзел, каква сум ја предал општината, тоа се теми за други муавети. Да сте живи и здрави и да се гледаме за убаво. Благодарам.
Почитуван господин Андреј Ќамилов, председател на Општинската изборна комисија во Велес, почитувани членови на комисијата, почитуван господин Аце Коцевски, досегашен градоначалник на општина Велес, почитувани членови на новиот и поранешниот состав на општина Велес, почитуван господин Игор Здравковски, пратеник во Собранието на Република Македонија, почитувани представници на верските заедници, почитувани гости, представници на медиумите, вработени во општинската администрација. На почетокот од мојот говор сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Велес за дадената доверба и поддршката да бидам градоначалник на општината. Функцијата градоначалник на општина Велес ќе ја извршувам честно, посветено и ќе дадам се од себе да ја оправдам довербата која ми ја дадовте. Време за губење нема. Веднаш започнуваме со работа и реализација на 213 проекти кои беа дел од мојата предизборна програма. Свесен сум дека нема да биде лесно. Свесен сум за предизвикот, но само со напорна работа, трудолюбивост и сплотеност ќе ги оствариме зацртаните цели. Да го направиме Велес поубаво место за живење за сите нас. Ја користам оваа прилика да упатам пораки до сите пратеници во Собранието на Република Македонија, кои се по потекло од Велес, а ги има 5 мина. Дајте се од себе, борете се, за што повеќе проекти да бидат насочени кон Велес. Сите сме свесни дека за дел од проектите потребно е и финансиски да бидат поддржани од централната власт. Упатувам порака и до советниците на општина Велес. Време е за носење на разумни одлуки. Одлуки кои ќе не сплотуваат, одлуки кои ќе се гласат едногласно за доброто на нашиот град. Упатувам пораки и порака до општинската администрација. Јас ќе подадам рака. Тоа го очекувам од вас. Граѓаните на општина Велес очекуваат повисок степен на извршување на обврските. И за на крај, упатувам силна порака до јавното комунално предпријатие Дервен. Граѓаните на општина Велес очекуваат, како никогаш досега, почист, позелен и поубав Велес. Ви благодарам за вниманието.